Добар ден, драги мои. Денеска, прво добро дојдете во мојот канал Live with Grandma или Grandma Live. Денеска ќе замесиме едни многу убави великденски цветчиња или цветови и таке, ама благи се. Тие слични се на козињак. Затоа ни е потребно, ја ќе правам пола доза од не ми се многу е тоа. Потребни ми се 8 јајца. Ќе земем умај пола доза, што ви кажувам сега. Еве ќе искршиме 8 јајца. Значи, ви кажав за негде 15 ви се потребни, овие пошто се малички, затоа ја ставив 8 јајца, за да биде. Мислим, би требало сега 7,5, не можете да ставите 7,5, ама стави ви кажа 8, зашто се малечки. 8 јајца, ги ставам во посебен сатеве. Тука имаме, ќе ставиме 250 мл зејтин. Ќе земем тоа, ќе го замешам малку. Значи, јајцата и зејтино ги мешаме. Ќе додадеме 250 грама шеќер. Исто во јајцата кај што се и зејтино, ќе додадеме 250 грама шеќер. Овдека го мешам зашто поубаво да се растопи све. Ставив 2 лажици големи квасец, пошто ми појде да ви кажам малку го ставив порано во брашното. Еве го сега и шеќерот. За да се растопи, знаете, малку шеќерот, затоа овдека го ставив. Ете, вака ќе историмо. Има 1/4, значи ќе дојде 140 грама путер, благ путер тоа. Малку сол ќе ставиме, прстопат сол. Ете малку солца. И 250 милилитри млеко. Сега од сетова ќе замесимо тесто, а брашно по потреба. Ја ставив од прилика неколку имам ставено. Чекај убаво и квасецо да го измешам. И ќе додадем една лажичка натмек. Тоа е, може од вас веćinom зна што е. Тоа е еден вид како, не е ни морско оревче, не е ни, како се вика тоа, не знам како да речем, еден вид некој си зачин, изгледа е од други држави, како да ви речем. Еве, сега ќе замесиме едно убаво тесто. Ако треба, пошто ја од прилика овде ставим брашно, сега ќе додадем, зашто ми е многу намеко ова. Ете, ќе земем малку брашно од прилика. Ќе замесиме едно многу убаво тесто, тоа е. Уште малку ќе додадем, само малку. Зашто некој зависи, верувајте, до брашното, некој брашно се пушта. Ете, ќе замесиме едно убаво тесто. Еве, драги мои, тестото добро го измесивме. Сега ќе додадам, имам овдека
200 грама суво грозје. Значи сега го додавам сувото грозје, не од кога ќе стаса. И сега ова треба, пак ќе замесим вака. Вака ќе замесим убаво со сувото грозје сега да го измешаме и со него ќе кисне. Ете вака ќе направиме, само да додадам малку брашно дека сега ставивме ова сувото грозје малку и лепи се од него малку. Тука падна суво грозјенце. Да го соединиме сега грозјето и ќе го покриемо. Ева ке сега, ќе го покрием, ќе го ставиме да кисне, скроз да се наполни ванглата, драги мои. Скроз ванглата да биде полна, да скисне някъде околу 1 сат. Еве, драги мои, тестото е втасано, значи го премесуваме. Сега ќе го измешаме. Ете, видите, има и суво грозје, со него стасува, дека нема веза што е. Некој го става од после, ама ја го стави заедно со месувањето. Значи, вие, драги мои, кои ме гледате повторно, мислим, покасно вклучени, еве ќе го покрием пак за да втаса. За ова тесто што го замеси, потребни ни беа 8 јајца, 1 чаша шеќер, тоа 250 грама, 1 чаша млеко, 250 мл, 250 мл зејтин, 120-130 грама путер, така и доаѓаш 1/4, пошто е овде 450 грама, и 2 до 3 лажици суви квасец големи, значи јас замесив квасец, малку натмек, тоа, како ви речем, тоа е како еден вид орев, мелен, не е орев, ама некако има по дуќаните дома, ќе видите по продавниците. Значи тоа јајца, шеќер, ставивме млеко и 200 грама суво грозје. Значи кисне 2 пати. Еве сега еднаш стаса, беше стасано и сега еве повторно додадо брашенце мало, ќе го покриеме уште еднаш да втаса, па повторно после ќе го изработиме. Драги мои, еве сега, еве го тестото по втор пат е стасано, еве гледате, ванглата е полна. Сега ќе почнеме да ги правиме тие великденски цветови. Напрскаваме тука со зејтин. Сега ќе го измешам ака тестото, пак ќе го видите како е воздушесто. Значи 2 пати да се наполни ванглата. Не само и измешајте го. Ќе ви рекол повторно, значи 2 пати да се втасува. И сега ќе земаме по едно топче вака. Овко ќе кинемо. Ќе правиме со рака, вака правам како кубасица. Значи во секое парче има, во секое цветче вака што откинувам. Ќе ви кажам сега доле овде ќе направам. Ќе направам едно чворче како цвет. Ќе го обликувам, еве ви, мало цветче. Еве сега ќе почнем со друго. Може и да го обликувате вака да правите. Евака. Значи побрзо. Сега ќе земете, превиткајте го овдека. Ова грозјенце суво падна, нема ништо. Го ставаме вака. Друго исто. Значи слободно земајте, вака засучувајте. Ете, ќе ставите вака. И од другата страна и цветче.
цветчиња, великденски цветчиња. Што вика да ги јадеме со здравие. Ете вака, ќе земете, засучувајте како кубасица, но кинете одоко. Ја да ви кажам, не ми се ни мерени, тоа е и денгуба малку, разбирам дека треба да дојдат свите еднакви, но нема ништо, ќе ги зедемо и не мерени, да се нашалим. Ете вака. Значи, земаме, прекоплуваме од доздола, вака земаме пак, и како чвор, како цветчиња, разцртени. Значи, вака побрзо иде. Ете. Земаме, вака, кој не знае, вака ќе го сврти и од доздола ќе опротнете. Ќе ви кажем ја сега кога ќе ја наполнам тепсијава. Не видиме со грозијанце да извадим уште малку. Многу се вкусни за јадење, верувајте, не знам како да ви кажам, толку се вкусни за јадење. Ја, кај ќе ги направам, само во нив ми е паметов. И да ги замрзнете можете. Да го ставиме тоа сувото грозде, што паѓа нема ништо. Вака. Да земаме, значи, тоа има, но сепак вака да направим, да опакирам додека не се лади тестото, самото тесто се лади. Еве вака, драги мои. Ово може да го ставите внатре. Ако ви падне. Јас земам од прилика, да ви кажам право. Од прилика земам и некако ми доаѓа скоро исто, со искуство со тесто во враце. Ете вака. Значи вака, подржуваме. Ете уште малку ќе наполниме тепсијата, да ставиме негде, нека има поќе грозијанце внатре. Толку се вкусни, не имам што да ви кажам. Пробајте, направите ги. Рецептот го слушнавте, но за сваки случај ќе го ставам ја под рецептот ќе биде. Под сликата, ја па под рецептот. Под сликата, драги мои. Да туриме грозијанце. Грозијанцето е сладко внатре. Уште. Требаше ќе да ги поближи ваке. Едната страна ќе ја покрием дека више, знаете, топло. Тесто е многу осетливо. Ако го да се олади, мислим, тогаш е малку потешко. Еве. Толку брзо тесто, верувате, гледате, ништо не сака, например, ни брашно да се мачите, да додавате ли
Ништо. Значи ракава моја е мира. Колку ќе откинем тесто, само гледам вака кога го правам да има грозјенце внатре, знаеш. Некојаш, например, во некој откинувате нема. Ма таке му дошло се, нема, ќе го јадемо и тоа. Заборавив денеска една песна да ви отпеем малку. Која песна да ја пееме, драги мои? Која песна, кажете вие? Една строфа, не мора многу да пееме. Само по една строфа. Не знаеме која. Чекај грозјенце да ставам туека, немаме. Вака нека има. Ете се уште ова. Ете уште две и едната тепсија ја завршивме. Може на крајот кој ќе завршам една песна, ќе ви отпеам. Кај ќе го покажеме, кај ќе видат печени, знаеш, еден поздрав, тоа ќе биде еден поздрав. Ете. Еве сега, драги мои, ќе видите, еве ги, великденските цветчиња. Ете, може да ги видите. Сега ќе ги оставиме да стасат или да вкиснат по наше речено, верувајте, од 45 минути до 1 час. Колку седи повише киснат, толку се повкусни, побави. Ајде, сега продолжуваме со другата тепсија. Еве, драги мои, видите, сега ќе ги печеме, помина 1 сат, значи 1 час да засува. Сега ќе земем, ќе ги намачкам со жолчка. Шпоретот го пуштив на негде ќе дојде, овде 365 Ференхајт, ќе дојде негде на 170 степени. Негде, како други пат што сме ги печеле, треба 16 до 17 минути. Толку се црвенуваат многу брзо тие, затоа малку на потивко. И само жолчка вака ќе ги намачкаме пред печење, па ќе ги видите испечени. Значи, великденски венчиња. Венчиња, цвеќенциња со суво грозје. Многу се сладки, вкусни за јадење, лесни за правење. Имате време, направете ги за нашите најубави великденски празници. Ете вака ќе намачкаме. Ова малко ни се здружило. Се лизнало. Јас толку ги сакам затоа што тоа натмек што е. Зачин, тој ви кажав, може го има тој во Македонија, мисли чини дека во Веро го имаше порано. И може да го потражите. Или доколку сакате, вие може да ставите некое морско оравче изрендано или... Али ние ги правиме со овај зачин, што е натмек. Ќе ви покажем шишенце.
на видеото може да видите како изгледа. Сега ќе ви го покажем. Доколку го најдете, може да купите и да направите, драги мои. Ете вака. Значи ги мачкаме одма кога ќе ставаме да се печат. А зачинот е тоа е арапски, некој не знам дали гледате. Еве го зачинот како се вика. Ете. Сега значи ќе ги печемо на 170 степени околу 16 до 17 минути, толку зема. Еве, сега одам на печење. Еве, драги мои, гледате дека првата тепсија се испече со великденските венчиња или цвечиња, како сакате речете. Кога ќе остина, ќе ви прекршам едно. Гледате какви се убави, како топчиња, цветови, прави меки, мириши цела куќа на нив. Сега ќе измачкаме и другата тепсија. И таа да измачкаме со, видите и тие колку, еве колку стасале. Сега ќе ги намачкаме ни. И ќе ја носиме и оваа тепсија на печење. Овие, пошто додека ги чекаја овие уште повише се втасани. Затоа направите ги, ви кажа, Великден е, имаме уште некој ден. Имате шанса да ги пробате и да ги направите. Како изгледа. Верувате, подобри се и од козињак. Толку што има вкус овај зачино што ви покажа. Цела куќа мириши од нив. И можете индивидуални, гледате, едни малечки, малечко колку што можеш да изедеш, да не го сечеш како козињак што е целиот. Плетенката, ова се малечки, може, например, земи, едно можеш да изедеш. Ето и ова ќе биде готово. Ето. Сега и ова ќе носиме, значи се печа, ви реком, на 170 степени. Негде се пече околу 18 минути, овие првите, да знаете, зашто брзо се црвуваат. Ете го, сега и ова тепсија ќе иде на печење. Драги мои, еве, завршивме со печење на великденските венчиња или цвеќанциња. Драги мои, имам и една друга тепсија ја полна. Еве ги овие. Доколку ви се допаѓа, мили мои, ова е мој рецепт за великденските венчиња. Притиснете лайк, шер и субскрайб. Но да едно, направете ги додека не е касно. Овие македонски убави великденски венчиња. Драги мои, притиснете again лайк, шер и субскрайб. Ве сакам и среќни великденски празници. Чао, чао!